измислен, толку измислен што сме си рекли, понуда побарувачка. Од сега идеме вака. И го обожавам да гледам македонска продукција производи. Не заспивај сега, едноставно заводливо, стисни плей. Здраво, јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на уште една епизода на Медуза Токс. Лето 2025 се надам дека се држите. Јас сум многу возбудена за мојата денешна гостинка, а тоа е Ивана Драгшик, која што можеби на јавноста е попозната како диџејка и радиоводителка, но истовремено таа е уредничка, авторка, социологиња, се занимава со архивирање на доста специфични нешта и важни при тоа како дрвја. И носи страна личност. Ивана, фала ти што си овде со мене and welcome. Здраво, Калија, фала на поканата. Пред се, фала ти за прекрасната лепеза. You're welcome. Маце мојата, Ме засенува? те засипам. Јас сум многу во ред со тоа, затоа што на Медуза Токс сакам целото светло во секоја смисла на зборот да биде центрирано околу моите гостинки. Фала ти. Како се чувствуваш денес? Супер, сакам лето, не се бунам, се движам по топлините. Јако те Си ми е делува месечни. спротивно. Али окей, нешто сум доста продуктивна и работна, за разлика од некои други лета. Паруваш. Да, мислам дека летото е фер време за малце човек да биде во поспора брзина и тоа се бара од температурата, ама мислам дека исто така може да биде многу инспиративно и да не придвижи во некои интересни насоки на делување и размислување, зависи од тоа што дава живот. Јас би рекла дека секое време е добро време за човек да успори или барем да, ако може да си дозволи да намали број на работни сати, работни денови, или барем ако заработува малку да работи пропорционално на тоа колку заработува. Така да долго време бев во некаква состојба на работам онолку колку што заработувам, што значи малку. Сега сум некако малку повеќе ангажирана со доста јако темпо и динамика. Така да не се жалам, но преферирам ова првото. Мислам дека сите го преферираме првото, али на многу малку луѓе мислам дека им е достапно и успешно. И заради тоа, мислам, искрено многу сум се воодушевувала низ животов на твојот модус на постоење, затоа што мислам дека многу одамна колективно многу луѓе излегоа од идејата дека хасл културата ќе ни донесе било што позитивно, продуктивно или добро за нашите тела, живот и релации, што и да е. А истовремено мислам дека као не ни успева многу да го имплементираме тоа на нашите животи, као во теорија знаеш отприлика како сакаш да ти изгледа, али апсолутно не успеаш да го направиш. Од една страна, од друга страна мислам дека за луѓето како нас што делуваат на некои раскрсници на различни професии, сфери и слично, као многу често модусот е некоја растргнатост помеѓу различни различни као сфери на постоење и нели работење на поише работи истовремено, што прави невозможно да се намалат сатите. И затоа ми е многу интересен твојот пример, затоа што ти од една страна професионално, како што кажав, си доста сестрана личност, а истовремено као вака од страна барем, не само од страна сме разговарале на темава, не делува дека е на сметка на исцрпеност. Не, па да, до некој момент ќе стигнеш до таму. Мислам, колку од нас што хаслаат, стигнале некакво многу високо професионално ниво и се реализирале себе си професионално. Да, сите што работиме сме добри во тоа, но генерално некаков голем просперитет немаш. Во суштина, повторно сите, колку и да сме добри или не во тоа што го работиме, повторно работиме за некакви плати кои што се доволни за базично одржување на животот, некаков во средни рамки. И тоа како главен мотив, не мислам дека е некаква голема мудрост, секако мислам дека е позиција на привилегија да можеш да си го дозволиш тоа. Често
исто така знае да биде и некаква позиција на не таква баш привилегија, туку кога си потребен на други, кога од други причини ти е потребно да имаш некаква флексибилност. Но во суштина, најискрено кажано, без трошка, некакво преценување и преправање, најубавите работи за мојот живот, вклучувајќи и мојата работа, и тоа од каде што учам, и од каде што добивам материјали, и што преработувам, ми се случува во работното место или работното време. Се согласувам со оноа дека мора да биде строго одвоено. До сега работам, од сега натаму веќе не ми се работните сати, но како што кажа ти, во нашата структура го нема тоа, така да ти во твојата организација на почеток си и финансиски менаџер, и PR, и авторка. Но појма немам, евентуално кога ќе стигнеш до таква позиција, па е многу добра. Сега работам некоја работа која што не завршува и после 2 недели, после 3 недели, после 3 месеци повторно одредента. Имам да одам на работа и да работам работа, што на некој начин ме истоштува, мислам невролошки дека не сум адаптирана на тоа. Но стварно во нашата економија и во нашето општество и во оваа финансиска структура што сме измислиле практично, за која што сме се договориле дека ќе важи, ова некаква економска филозофија, пазар, се е тоа нешто што сме се договориле, а ги диктира нашите животи толку сериозно, што треба човек да може да си дозволи па да го игра на овој начин на кој што јас го играм. Не е ич лесно. Луѓето често мислат дека ти си сам свој шеф, не полагаш никому права, не одговараш никому и така натаму, но многу е тешка дисциплината, самодисциплината, самоорганизацијата. Самоорганизација као клучен збор, мислам дека ќе се појави после разговорот. Тоа се е едни од најтешките категории во кои што ние можеме да функционираме, едноставно поради тоа што веќе повеќе од еден век репродуцираме систем во кој што мора да има некаков полисинг, за да има некаков одговор и придонес, некаква работа, некаков труд. Мислам дека е на нас, како и за многу други работи, мислам дека е на нас да го превртиме сето тоа наопаку. А и се повеќе и повеќе емпирија зборува за тоа дека голем дел од нашата продуктивност не е продуктивност, него е чиста експлоатација. Дека голем дел, најголем дел, ако не е повеќе од половина од работното време кое што сега си го имаме пропишано како такво 8 сати во денот, 5 дена во неделата, дека повеќе од 50% кај било кој човек, трудбеник, работник, работничка е непродуктивно поминато работно време и дотолку повеќе знаеме веќе и за општества кои што на макро или на некакво микро ниво се повеќе и повеќе го намалуваат тоа, а продуктивноста не се намалува. Така да, јас сум голем приврзаник на емпирија. I love science. И така, комбинација од тие некакви работи. Да, мислам дека као во сошто се работи за као целосно реструктурирање на тоа како го конципираме времето, односно животот што го проаѓаме на оваа планета. И како што кажа, како понекогаш мислиме дека се природни некои системи што апсолутно се измислени од човековата глава и најчесто во насока на тоа да се контролира поголема маса на луѓе, да идентично се да им се организира животот. А Не само тоа, извини што ќе те прекинам, не само тоа, него многу голем дел од работите кои што служат за мерење на нашата продуктивност, на нашето богатство, колку сме стекнале, колку сме произвеле, каков обрт има од тоа, голем дел од тие формули, начини на проценка и пресметување доаѓаат од вистински од време на војна. Од време кога од првата светска, не знам GDP како модел или не знам некои други ствари, тоа се формули кои што знаете кога почнала првата светска војна, голем дел од индустријата и од инвестирањето на државите се фокусира кон производство на оружје и војна индустрија, се намалува производство на храна.
И сега ние квалитетот на нашиот живот го мериме нели по GDP, GDP per capita и така натаму. Но во GDP-то на една земја, ако ја исечеме шумата и ја продадеме како огревно дрво или дрво за изработка на мебел, ќе има некаков обрт и ќе се израчуна и нашето GDP ќе порасне, иако ќе се исечеме кој знае колку квадратни метри површина шума, доколку ја оставиме таа здрава шума да не е исечена, да постои таму каде што постои и да го прочистува нашиот воздух и да му служи на биосветот и екосистемот кој што, нели, чив што е дом, таа нема да ја израчунаме во равенката за нашата добробит. Така да и многу од овие работи, работно време, работни сати, произлегуваат од некакви времења со кои што денеска нашиот живот навистина нема врска. И мислам дека е згодно и сходно да се преиспитаат и преработат. Позитно. Тоа зашто сакав да се надоврзам е дека мислам дека многу како да кажам, покомерцијално и пошироко некако почнавме да се занимаваме многу луѓе со овие теми во времето на ковид пандемијата, кога свативме меѓу другото, ама не се тоа преточи на никаков начин во реалноста која што дое потоа, иако се надевавме дека нешто ќе се смени, дека апсолутно времето кое што го имаш во еден ден, доколку си 8 сати на работа, не ти е доволно, ако да речеме сите членови што се работоспособни во едно домаќинство, го поминуваат на тој начин своето време. Дека апсолутно се случува криза кога треба некој да се грижи за болните, кога треба некој да организира заедницата за, не знам, крводарителски акции или какви се не потреби се јавија тогаш. Меѓутоа не успеавме никако да се реорганизираме од тоа време, кога навистина беше онака преочигледно дека не функционира овој модел кога ќе го, нели, кога ќе земеш заедницата и колективот, предвиди целата грижа и неплатен труд за да може, нели, да се одржиме како такви. Од тука сакам да се надоврзам на концептот на commons, односно заеднички добра, со кој што ти доста се занимаваш. Не знам дали има баш познат како концепт на луѓето, а исто така мислам дека е многу вредно во овој контекст да се надоврземе на тој концепт, затоа што активни се сега, нели, блокадите против градењето на 2 мали хидроцентрали. Гледаме тоа како може на најонака непосреден начин заедницата да ускочи во заштита на тоа што ни е најнепосредно и најблиско. Па да, ако може малку на оваа тема. За почеток, commons начинот на кој што почнав да се бавам и да анализирам и пишувам и обработувам е тема која што ја започна пред се колегите од Загреб, Хрватска, кога беше борбата за заштита на еден дел од Загреб, Варшавска улица, кога таму сакаа да направат тоа што всушност направија, но потикнува од тоа некое движење право на град. Меѓутоа, онака како што го работевме, тоа е всушност економска теорија на Елинор Остром, која што всушност има и добиено Нобелова награда за таа теорија. Теоријата за commons денеска од тогаш кога била револуционерна, а тоа е само пред 10 на 15 години, секако трпи доста критика, доста промени, доста анализа, надградби и така натаму, но во суштина се зборуваме за заеднички добра од два аспекти. Едниот аспект е како начин на владење и управување, а другиот аспект е како борба, отпор, ова што го спомна. Тоа се некакви две форми на commons кои што и во книгата која што ја издадовме ги анализираме и обработуваме кои што се имаат појавено на нашиот регион, бидејќи ние се бавиме со Западен Балкан или пост-југословенското подрачје. Всушност станува збор за некакво одговорно и регенеративно управување, значи не одржливо,
туку некакво регенеративно управување со ресурси, што и да се тие. Теоријата на Еленор Остром прво се повикува и анализира, има многу емпирија кај неа, околу природните ресурси и управувањето со природните ресурси, и тоа од пасишта, рибници, шуми, од таа има анализирано стотици и стотици примери во Латинска Америка, на Афричкиот континент. Многу малку е тоа обработено и преработено во западниот свет, иако има и такви примери, или глобалниот север. Но секако, пак ќе кажам за тоа, велам, многу од економијата, финансиите, она што ние го рачунаме како богатство, вредност, додадено, одземено, толку многу е променето од 90-тите години наваму, што мислам тој акселерационизам се уште го живееме, и многу работи што важеле до пред година-две веќе не важат. Многу работи кои што не сме ни знаеле дека ќе бидат релевантни пред 10 години, сега се мега релевантни. Така да управувањето со заедничките ресурси или борбата за одбрана на заедничките ресурси се менува, како што се менуваат и самите ресурси. Она што е важно во ова, Еленор Остром има поставено, да речеме, теорија во која што разработува на кој начин се управува со тие ресурси, на кој начин се регулира пристапност до тие ресурси, на кој начин и дали се казнува непочитување на правилата преку кои се одржува одреден ресурс и така натаму. Но она што го спомна за мене е многу важно, а тоа е дека оваа теорија се спротивставува на замката во која што сме ставени во моментов, а тоа е особено ние како постјугословенско општество. Замката е дека до 90-тите сме оставале се на државата, сето било национално, јавни институции, државни институции, и дека со корупција и со не знам што се покажа дека државните институции не можат да се грижат за тие добра, и дека приватните компании, приватниот интерес или приватно-јавните партнерства се најдобриот начин за управување со било кои од овие ресурси. Тоа во оваа теорија се вика the TINA argument, there is no alternative, TINA. И тоа е замка во која што сме ставени, дека го имаме, ја имаме или државата, збориме top to bottom, и или пазарот, всушност, приватниот интерес. Секоја малку поинформирана личност знае дека приватниот интерес како мотив и мотор нема ништо друго освен самиот себе и зголемување на приходите. Видливата рака. Знаеш како, сега веќе има и доволно емпирија која што кажува дека јавно-приватните партнерства, ЈПП, се многу повеќе штетни за ресурсите отколку репродуктивни или регенеративни, или барем во најмала рака одржливи. И при тоа не само за самиот ресурс, туку знаеш дека ограничуваат пристап, одеднаш кошаркарските игралишта веќе не постојат, туку треба да платиш термин 200 денари или не знам што. Најважно во сето ова е ова мезониво, кој може одговорно и правилно да управува или да ги брани или да заедничкува со ресурсите, а тоа се заедниците, локалните заедници. Не нужно зборува оваа теорија дека треба сега секоја локална заедница за секое нешто да има референдум, да има колектив deliberation или не знам што, но има секакви некакви форми во кои што се организираат луѓето и преку кои што го артикулираат и организираат и на крајот на краиштата институционализираат своето мислење. Commons го возможува тоа поради тоа што преку студијата на Еленор Остром, а подоцна и на мал милион други научници,
е дека локалните заедници, тие се викаат frontline communities. Ова најчесто важи за природните ресурси, но frontline community за никакви по-нематеријални ресурси исто така може да се детектират, дека тие најмногу знаат, можат и најдобро управуваат со тие ресурси. Една од критиките е дека таму не постои експертиза, дека таму нема факултети, дека таму нема студии, елаборати и не знам што, но еве студии, елаборати имаме преку институциите, сите наши закони за урбанистичко планирање, за не знам што предвидуваат правење на студии, елаборати и така натаму, но ние повторно имаме јавни политики кои што овозможуваат сечење на дрвја за на сметка на тоа да се изгради зграда на тоа место и така натаму, иако целата веќе наука и емпирија вели дека ние треба да го правиме спротивното. Кај тие заедници, фронтлайн заедници кои што се наоѓаат на првиот ред до ресурсите, постои нешто што се вика како се вика таа трансгенерацијска мудрост која што се пренесува и во неа има многу повеќе мудрост, ја нарекуваат мудрост бидејќи не е систематизирана во книги, па не е знаење. А ова нашево е знаење зашто читаме од книги кои што повторно ни ги пишувал некој, како што сега веќе гледаме. Знаеш, ние во 90-ти учевме за третиот свет, за сиромашната Африка, кутрите бели луѓе од Балканот, а денеска веќе во перспектива се ставени многу работи. Знаеме дека неколку од земјите во Африка, како на пример Конго, се едни од земјите најбогати со ресурси и дека тоа е трет свет поради нешто друго што сме направиле таму. Така да систематизирано знаење исто така може да го шкртнеме. Не да го шкртнеме, не да го отпишеме, туку да го ставиме во листата на уште една работа која што е под влијание на мала критичка дистанца, тоа што се сервира како објективно знаење за системите на образовниот процес. И гледајќи ги, знаеш, еве за мене во мојата глава некако се бавам со работите од раните 2000-ти наваму, така ми е некако тој период во глава активен, многу повеќе од 2008 од финансиската таа финансиска криза до денеска, а од тогаш имавме неколку онака баш големи, сериозни глобални кризи кои што ги ставија работите во перспектива и во многу од тие ситуации за мене се појавија две клучни категории, а тоа се локалните заедници и јавниот простор во било која некаква своја форма. Па ете, let's take it from here. Мислам дека е многу интересно, не знам дали интересно е зборот, повеќе трагично, да се разгледуваат овие концепти низ примерот на Скопје, затоа што од една страна видовме што може да се случи со јавниот простор доколку сите државни национални ресурси се впрегнат во некој лудачки проект како што е Скопје 2014, со кој што ти се бавиш на некој ниво со алтернативните тури низ градот од кога се случи и реализираше овој проект. А од друга страна гледаме и што се случува со јавниот простор поврзано со непочитувањето. Непочитувањето, туку непостоењето на детален урбанистички план во моментов и генерален. И генерален и нели градежната мафија која што го третира градот како игралиште. Ресурс апсолутен. Па ме интересира како, мислам како човек што постои и се занимава со ова прашање токму во овој град, како се чувствуваш воопшто одејќи по овие улици, имајќи предвид се што се случило последните 10 години и имајќи предвид нели идејата за право на град и нештата со кои што ги имаш направено во тој поглед, броењето на дрвата како еден пример и слично, и состојбата во која што се наоѓаме денес, која што на многу луѓе знам дека им прави чувство дека сме стигнати до некој место од кај што нема враќање. И особено многу размислам на оваа тема зашто наближуваат локални избори и е нешто што ти онака обично како сламка, дека нешто најнепосредно и нешто на што можеш да имаш контрола, ама некако чувството е како да ни се лизна шансите низ зрака, што е многу онака очајно како начин на размислување ако веќе си уште во овој град. Али реално тоа се мислам дека
најавтентичните и емоции кои што ни ги буди јавниот простор во моментов? М, Повторно емпириски гледано, загубеното зеленило на сметка на Скопје 2014, проектот Скопје 2014 во центарот на Скопје, не може да се надомести, бидејќи нема начин и простор. Повеќе. Да. Анализата што ја правевме ние, и дрвјата кои што ги броевме и зеленилото кое што го меревме, беше тогаш антиципираше некој период до 2017 година, можеш да замислиш од тогаш наваму што е и како е направено. Знаеш, секое општество е на некакви до некаква различна точка од овој развој на оваа мисла околу заедничките нешта стасано. Овие борби се многу поактивни и повидливи тогаш кога се директно под удар загрозени. Така да нашата борба за зачувување на реките во моментов е најактивна и највидлива заради тоа што во моментов има активни проекти за изградба на мали хидроцентрали на нив, меѓутоа генерално македонската, пак ќе кажам, македонските јавни политики кои што регулираат вакви прашања се генерално доста штетни. Доста штетни во однос на животната средина и во природата и во урбаната средина и надвор од неа. Што се однесува до Скопје? Јас многу е смешно, сега скоро исто правев една од овие тури што ги збориш и почетна точка ми беше партизанска пред Буњаковец. Пред ТЦ Буњаковец. Зошто? Заради тоа што отпадот на оноа ВМРО на Груевски кој што го изгради Скопје 2014 до сега се сменија неколку градоначалници на Скопје. Сите од нив беа не беа она кое што му треба на нашиот град, но може би звучи анегдотално, но јас сум мртва сериозна околу тоа. Револуционерниот проект на овие градоначалници беше за мене, или да речеме барем во насока на она кое што ние треба како политики да го градиме, одстранувањето на колите паркирани на тротоарот на Партизанска пред Буњаковец. Можда тоа звучи ситничарски или не знам како, но стварно мислам дека немаме ништо друго поздраво како политика зборам. Да, дефинитивно тој Шилегов и го зголеми, не знам, бројот на километри на велосипедски сообраќај, велосипедска инфраструктура. Но, например, со опуштањето на дуповите кои што до сега беа под мораториум, со опуштањето на дуповите и со активирањето на 10 градилишта на радиус од по 1 до 2 километри. Со воопшто таа филозофија за рушење на куќи и градење на згради, каде што целиот тој простор всушност бил предвиден и планиран за 2000 луѓе, а не за 14.000 луѓе. Мислам дека се наоѓаме на доста незавидно и на доста лошо место, дека перспективите на градот не се добри, особено во пресред на климатските промени, на severe, како се викаат, на екстремните промени кои што се случуваат. Ние сме навикнати на јаки зими, на јаки лета, но мислам дека сите сме се повеќе и повеќе свесни за видовите на ветришта, за видовите на субстанци што се torrent rains и така натаму. Мислам дека апсолутно не сме спремни за тоа. Не само од аспект на тоа дали градиме вакви згради, дали се тие спремни да поднесат тоа. Мислам, сите згради од Скопје 2014 за почеток се многу големи потрошувачи на струја. Неколку од нив, ја не знам како после кочани се прават инспекции, се проверува се и се што, а безбедноста на овие згради, особено од овој fire hazard, од опасност од пожари, оние згради кои што се во близина на Бристол хотелот, што се залепени до градски ѕид кулите.
самите згради кои што после 6 месеци почнаа да прокиснуваат и така натаму. Значи, ние изградивме чудовишта потрошувачи, но не само тој аспект, него локалната политика, локалната самоуправа, кај нас мислам дека се или се одскочна даска за политичари кои што имаат намера да се префрлат нели во национална политика во парламент, па ова е како некакво тест подрачје за партиите да си ги тестираат своите послушници колку и дали работат кога се на локално ниво, или е локалната самоуправа преку плановите и преку јавно-приватните партнерства всушност е онаква машина преку која партијата која што во моментот е на власт си ги ангажира и си прави обрт со своите фирми поддржувачи, поради кои подоцна може да излезе на избори кои што не се локални, туку овие погоре. Така да мислам дека нема ниту една личност која што е интелектуално, информациски, технолошки и филозофски спремна да работи нешто кое што ќе биде померка на граѓаните, померка на иднината и померка на природата онаква каква што е, а таа е таква што не сме ние во нејзиниот центар. Така да не се наоѓам на добро као тука прашањето не се наоѓам на добро место и единствено нешто за кое што многу сакам да зборам во последно време, а тоа се единствените работи кои што можеби многу ме расположуваат, како се вика тоа на македонски? The mundane. Обичноста. Да. Може има и поконкретен збор. Да, тоа се, таму наоѓам многу утеха, значи многу ме нервира јавна политика која што ми донела 3 градилишта во радиус од 100 метри од мојот влез, но многу убаво си поминувам и комуницирам со работниците, мајсторите што работат на градилишта. Или не знам што друго. Ме нервира што, еве ти викам, јавните институции не работат, но од друга страна наоѓам парадоксално задоволство во тоа дека всушност правиме услуга на природата. Да, ова веќе влегува во методи и стратегии на преживување со условите што не се дадени. Па или можеби тоа, или можеби дека ние мора да се помириме со тоа дека репрезентативната демократија нешто е во криза, него не функционира јавно, значи да си кажеме, мислам дека е доста стигматизирано и препознавање и признавање на неуспех, пораз, лошо планирање и секако знаеме зошто е тоа така, значи прво нас не стигматизираат кога всушност воопшто сакаме да се бавиме нели со политика. Ама ти не си екоактивист, ти сакаш да се бавиш со политика. И од тој аспект е стигматизирано и тоа соочување со дека сме биле неконструктивни, дека сме направиле лош план, лоша стратегија, дека не нешто. Така да и секако тоа доаѓа од некакви центри на моќ, дека репрезентативната демократија и другите начини на кои што ние сме организирани да управуваме со нашите општества, нашите ресурси, нашите институции, дека се неуспешни, дека мора да направиме нешто во врска со тоа. Мислам дека, извини што ќе те прекинам, дека во овој момент мислам дека ова е дефинитивно колективно чувство и малце помалце стигматизирачки да се каже на глас, затоа што се друго звучи како delusion, зашто мислам дека многу не е јасно дека ова што го живееме води кон пропаст и колапс. Али истовремено мислам дека заради тие наративи дека живееме, што ни се наметнати дека живееме во некој систем кој што ни е природен и кој што е окей, смислен и организиран, а де факто не е. Мислам дека ни се создава као мала паника да ги кажеме тие ствари на глас, затоа што сите сме као малце, знаеш, некако нацртан филм у круг, сите трчаат и као fire, као не знаеш што отаму и каде отаде оваа организација на нештата.
И мислам дека заради тоа сме малце во колективен грч кој што кажуваме дека нешто локално и глобално онака веќе телесно е чувството дојдено дека стварно онака не тишти, дека не функционира како модел на организирање, а од друга страна во начинот на кој што нели ни е отсликано или да речеме во формалната политика се гледа дека е зграпчена моќта, дека нема расположение за некако позаеднички, поколективно да ги редефинираме овие нешта и така малце ку ќош. И такво е чувството, мислам дека особено летово, како клаустрофобија апсолутно во секоја смисла на зборот. Види, за мене би било оптимистично тоа да се чувствуваат луѓето како во ќош, бидејќи тогаш тоа зборува за некаква поголема колективна свест за проблемите. Додека за мене ти викам оптимистично тоа бидејќи јас сум повеќе на ставот дека од вистински од живење во недостаток, од живење постојано на работ, многу е полесно да се комодифицираме и многу често заради тоа се од што немаме, па првото нешто што ни дава некаква комоција, забораваме на заедничките нешта и многу полесно ни е да се затвориме во своите автомобили, во своите домови или не знам каде, него да излеземе на улица. Јас го имам многу често тоа чувство, но пак ќе кажам, има тука и дел од онаа замка каде што луѓето кои што имаат поголемо искуство во живење во онај самоуправна демократија која што ни била наметната на некој начин од горе надолу во некое време до 90-тите години. Ти кога збориш што луѓето леле, немој молим те пак самоуправа, дај ти све да си работам. Еве, идам на работа, имам работа и другото стварно. И тоа мислам дека е резултат на некаков трик, на некаков стимул да се мисли така. Но ние имаме примери бидејќи дистрибуцијата на моќ значи редистрибуцијата на моќ значи редистрибуција на обврски, на потрошено време, на часови нови кои што ти требаат да придонесуваш во нешто. Но и тоа е редистрибуирано, и тоа е поделено. Како што се споделуваат грижите, немаштијата, недостатокот, така се споделува и она што е, да речеме, што ти доаѓа како некаков терет, товар и така натаму. И сакам само да посочам дека во нашата земја има многу примери на ова commons што го споменавме на почеток. Иако самиот збор звучи како именка, може да биде нели придавка и глагол commoning и common something, дека во нашата земја има примери каде што тоа веќе се случува. Значи, она што збориме друг свет е возможен, веќе го живееме и работиме на него. На неа. Или на неа. Да. Извини. Конкретно примерот со боговиње сакам да го спомнам, за кој што имаме и работено и некој кратка репортажа. Или не знам, едно пасиште во Хрватска и така натаму. Тоа се све ресурси, ваму се работи за ресурс, како се вика, систем за водоснабдување за пиечка вода, а ваму се работи за пасишта. Двата случаи се случаи во кои што државата во неколку своји форми, во боговиње тоа е некаде, мислам дека од крајот на 70-тите, почетокот на 80-тите, значи фатиле луѓето и ваков систем, а ваму Гајна во Хрватска е тоа пасиште на тој начин се само организира и само управува, мислам дека некаде од 19-тиот век. И секој пат кога одгоре доаѓала државата, пак ќе кажам, во сите своји форми, ваму била тоа СФРЈ и Македонија современа, а ваму било и кралство, и Народна република, и не знам што. Секогаш се доаѓало одозгора со јавни политики, со елаборати, со мислење, со не знам што, но секогаш тоа се покажувало како доста штетно и за самиот ресурс и за заедницата која што го користи. Со споделувањето на одговорностите
звучи како да пробувам да го продадам моделот, као дечки, нема да имате повеќе работа ако се решите за самоуправа, за самоорганизација, но така е, се редистрибуираат, освен тоа што се редистрибуира одговорноста која што имаш и времето кое што ќе треба да го посветиш, потрошиш на тоа, нешто друго кое што тебе ти одзема време и што ти е терет, како што реков, исто така ќе биде споделено, така да се прави некаков баланс во животите. Сакам да го посочам примерот кој што се случува сега во Србија, иако и таму има доста место за критика, како и во моделот на Комонс има доста место за критика, анализа или барем критичко премислување на истото, но во овој момент, освен што се повикува на нови избори, бирање на нови представници, така натаму, еден од главните адути на целото тоа движење кое што самите студенти и луѓето со кои што зборувам постојано го истакнуваат, а тоа е самоорганизацијата во така наречените граѓански зборови. И тоа е некаде во тој, да речеме, во тој правец размислувам. Мислам дека е многу полесно на одговорен и регенеративен и човечки начин да се управува со помали административни единици. Дали се тоа мала, квартови, општини или не знам што. И мислам дека со интегрирање на такви повеќе стратегии или јавни политики или начини на управување можеме да дојдеме до нешто подобро, пофино и за нас, и повторно ќе кажам, и за нашата средина. Начинот на кој што, да речеме, урбанистички и градежно се развива Скопје не може да биде исто применет и применлив за Кавадарци, за Куманово, за Штип или не знам што. Вештачки се дигаат цени, вештачки се прикажува некаква понуда побарувачка и не знам што, постојано се зборува за тие некои такви работи, а всушност 1/3 од изградените станови не само во нашата земја, него и во нашиот регион стојат празни, неупотребени и никому не ни требаат. А нивното постоење пак ја дига цената и на кириите и на следните станови што ќе се градат и така натаму и така натаму. Значи некаков тотален измислен, толку измислен што сме си рекли, понуда побарувачка, од сега идеме вака. Јас стварно тоа го мислам за не капитализмот, него економијата која што ја живееме и врз основа на која правиме политики, врз основа на која нашите животи се преломуваат на овој или оној начин. Повторно да се вратиме на самиот почеток на нашиот разговор, заради тоа нешто што така сме си рекле дека ќе биде. Ние работиме волку сати, тебе ти е срам пред другарките да кажеш дека денес не бев на работа. Да, денес малку поработев. Има луѓе кои што сметаат дека јас не можам да себе се гледам само преку работата или не знам што. Мислам дека сите тие работи се така општествено условени и добро измислени, поради тоа што капиталот има интенција само да се репродуцира себе си и ништо друго. И исто така емпирија кажува дека на земјината топка има доволно ресурси за сите да бидат добро згрижани, но ги убедија луѓето да, знаеш, дека треба да носат платнени торби и помалку да се размножуваат, додека не знам Shell и Enron и не знам кои веќе од 81 година знаат за импактот на нивната индустрија и не преземаат ништо. Баш напротив. Тоа што сега да те прашаме во контекст на потенцијалот на самоорганизирањето и слично е нешто што мислам дека исто така може сега да се наблюдува дека се случува. Тоа е дека во контекст на чувството што го спомнав на клаустрофобија и слично, што овде мислам дека се случува заради тоа што евидентно е дека јавните добра и во материјална смисла и во нематеријална смисла се распаѓаат и затоа се доаѓа до ситуации како кочани, како сообраќајки секојдневни што завршуваат смртоносно и слично.
а од друга страна алгоритмот ни дава чувство на глобален колапс, чувство. Го следиме глобалниот колапс. Мислам дека тоа што се случува во голема мера е мала параноја за сопствениот живот и тоа што го спомна на некој начин или затварање во приватното, како некоја последна шанса да се заштитиш себе си од тоа што е непознато или што не го разбираш и слично. И мислам дека и кај нас можеше да се види во некој форми на граѓански иницијативи, дали се протести и слично, кај што грижата за нас и за блиските и слично ја бараме во форма на повеќе контрола и безбедност од гора. И тоа на државата, еве сега државата ќе земе како пример и одговара за тоа што не го испорачува тоа што треба, а тоа е вистинска грижа со потенцијал за иднина и слично, туку само повеќе не става во тие параноични простори, и мислам дека е важно да го прокоментираме и во контекст на тоа дека нели доаѓаат локални избори, дека она што бараме од себе си, од нашите заедници, од луѓето околу нас и како го замислуваме живењето во вакви услови на криза, кога мислам дека сите живееме со доза, не со доза, него во интензивен страв за иднината. Види, на некој начин, дури на локално ниво, начинот на кој што сме си го организирале системов и покрај тоа што и таму има некаква репрезентативна демократија, преку месни заедници, сето она што ни се повторно некакви остатоци од социјалистичкото управување, има начин на кој што може да се искомуницира и изработи ова што зборам. Помални административни единици, луѓето се интач во допир со едни со други, со своите потреби, со своите потенцијали. Многу повеќе знаат за своите улици, за своите цевки, него било кој градоначалник кој што ќе дојде таму. И од таа страна мислам дека дури без менување на системот за кој што всушност збориме кога зборуваме за Commons, може да се направи нешто. Многу е интересно ова што гледаме и тоа мислам дека е доволно, како се вика, индикативно за потенцијалот на ова некакво мезо ниво на управување, е тоа што поголемите партии, не само овде, на многу места каде што има иницијативи за снижување на стапка на партиципативност во формалниот политички систем во нашата земја, толку да се има отпор против тоа, значи зборуваме за монолитски две партии кои што не сакаат да дозволат да се намали границата за луѓе полека на овој или оној начин да влегуваат во институциите како представници на своите мала месни заедници и така натаму, и мислам, повторно ќе кажам, тоа е доволно индикативно за потенцијалот на овој начин на управување со нештата. Што требаше тука друго да кажам? Good point. Не знам дали имаше нешто на ум. Јас имав мојот претекст на прашањето кој што веќе го одговори, беше повеќе во поглед на тоа колку ние сме сега ставени во ситуација ментална, еве да речам, како поединци и колективи, да бараме повеќе контрола и безбедност од нашите држави, затоа што не гледаме како инаку да се организираме. Што ми сака многу опасно, нели? Мислам дека во моето читачко искуство емпиријата вели дека луѓето во однос на државите своји порадо би се помириле со безбедност отколку слобода. Луѓето повеќе ценат безбедност отколку слобода. Пак ќе повторам, значи луѓето повеќе ценат безбедност, security, safety, сигурност од слобода. Индивидуална, идентитетска или не знам каква. Пак ќе кажам, во моето читачко искуство, ја немам прочитано целата емпирија, но многу често се соочувам со тоа. Врз основа на ова и многу држави порано, и сега ги граделе своите
јавни политики. И ова што го поставуваш како прашање, не знам дали е така или не, но доколку е така, мислам дека имаме случај во рака кој што можеме некакви подобри работи да правиме. Погледни што се направи и што се прави се во име на тие слободи. Повторно ќе кажам, не сум јас сега комплетно кон критика на либерализмот, но апсолутно либерализмот мора да поднесе некаква критика, бидејќи голем дел од овие работи кои што ни се случуваат ради тој либерализам. Може би е добро тоа што сме дојдени до таа состојба кога повеќе би ја ценеле сигурноста и безбедноста од некаква слобода, така наречена. Каква слобода имаме ако практично немаме време да ја примениме таа слобода, или не знам како да го кажам. Да уживам. Да уживаме. Да ја практикуваме или не знам што. Така да, мислам дека се наоѓаме во некаква состојба во која што многу митови се срушени, за среќа. И тоа за жал, благодарение на геноцидот врз палестинците, благодарение на израелскиот апартхаид, мислам дека многу од работите во филозофијата, во критичката теорија, во политичката теорија, во реалната политика, во финансиите, економијата, животната средина, се ова што збориме, мислам дека се прекршува, се преломува и може да се види во случајот на Палестина и од заедничкување у смисла на заеднички градини, на маслинките, на камповите во кои тактички урбанизам, не знам што, сето тоа на некој начин, барем во моите очи, иако долго време трае ова, повеќе од 70 години, во последниве, да речеме, 10 години за мене се расчистија овие работи, не само во поглед на овие поголемиве концепти што ги збориме, туку и во поглед на она што е во мојата глава, а тоа пак ќе кажаме третиот свет, демократија, либерална демократија, социјална демократија, репрезентативна демократија, Стара Грција, не знам се тоа, стварно се чувствувам онака малку као sucker, што ми биле во уста и во мозок набутани тие работи, но од друга страна сум и доста задоволна што ете, идам отаде, ова што наоѓам начини да отидам отаде и да можеби најдам некое друго значење, знаење, пристап или што и да е. Во овој контекст сакам да ја спомнам публикацијата на која што ти беше уредничка Друг свет. Мене таа, мислам, ти имам кажано многу пати, така да не е дека сега ќе во обстанам ова, ама стварно ми била многу важна во животот, затоа што направи нешто што мислам дека во моментов, барем јас ретко го добивам на ниво на знаење и пишан некој материјал, не само утврдување на тоа кои се кризните точки во кои што живееме, него ти дава малце онака кик да размислуваш покреативно, те стимулира малце онака поеластично да ги гледаш нешто, зашто како што спомна и ти, малце сме умствено заглавени во мисловните процеси кои што ни биле изградени преку еден или заеднички образовен систем, кој што не ни врши многу фајда во вакви историски периоди кога се осеќаш дека малце на ground zero е работата. Али доста години се поминати од кога излезе таа книга, која што доста се базираше на концептот на култура на солидарност и на тоа што веќе го спомнавме дека не е другиот свет нешто што ќе дојде како некоја утопија во иднината, туку се тие некои начини на живење покреативни, како што спомнав, кои што се околу нас, само треба доволно да ги култивираме, па и да ги видиме, мислам дека понекогаш не ги гледаме. Но со оглед на тоа што доста работи се случија тогаш, ме интересира како резонира со тебе во моментов таа идеја дека активно работиме на другиот свет и дали уште
Да, не знам, дали уште наоѓаш смисла во таа филозофија? Да, иако сум песимистична, да речеме, во однос на моето географско подрачје на кое што делувам. Прво сакам да кажам дека таа книга есеи, им благодарам на сите автори кои што таму придонесоа со своето знаење, е исто така еден од чекорите кон разбивање на митот или замката вие се бавите со contemporary dance, со современ танц, што има вие сега да зборите за институционална иновација. Ти си социолог, што има сега да се мешаш и во култура и во, знаеш. И тоа е форма на полисинг, реално. Апсолутно, и не само на полисинг, него е и да, јас како социолог нели почитувам и подолба на труд и специфично знаење и така натаму, но истото се случи fast forward, истото се случи на последниот Скопски прајд. Што има вие квир лица, квир лица да мафтате палестински знамења. Така да таа книга прво пред се беше обид да ги спои сите тие различни мислења во едно, дека можеме сите ние да размислуваме за се што сакаме. Институции, институционализирање, Commons на крајот на краиштата го гледав како можност за сето тоа, бидејќи сети се кога трае некаков отпор, некаква заштита на некаков ресурс или студентски пленум. Значи, тука се поставуваат некакви правила со кои што без проблем ги почитуваш. Без проблем ги почитува целата заедница, поради тоа што таа си ги има воспоставено и таа видела дека во тој момент таа борба на тој начин. Јас зборувам за институционализирање токму на тие борби, тие правила или тие стратегии на постоење, и го викам тоа институција, не мора нужно тоа да биде театар, Македонски народен театар или не знам што све имаше таму во книгата. Сакам да кажам дека постојат начини преку кои она одговорното однесување кое што најчесто трае само за време на борбата, на отпорот, на заштитата на некој ресурс или нешто, кога тие би ги поставиле како вистински правила на одржување на тоа нешто заедничко, тоа е веќе институционална иновација и тоа е веќе некаква институционализација на нашата борба, и дека зошто да не ги слушнеме на кои начини и правила локалните заедници околу одредена река или околу одреден некое мало пасиште ни објаснат на кои начини е корисно тоа и на тој начин да го направиме законот. Зошто градоначалникот на општина Центар, кој што е ставен од одредена партија и кој што е дојден тука да потпишува дупови и така натаму, како може истата легислатива да важи и за Крњево и за Буњаковец и за Девар мало? Си видела колку се различно развиени тие две мала, а двете се мала во општина Центар, најбогатата општина во Македонија. Не може да важат истите политики, а постојат места, извори на знаење и пракси од каде што може да се вадат нови политики. Така да, една од интенциите за пишувањето, за уредувањето на таа книга беше таа институционализација или може ли барем прв чекор кон официализирање, формализирање на скриените работи, методи, принципи, пристапи кои што ги имавме во тој период, а кои што ни служат, кои што можат да ни служат во иднина како некакви политики. И fast forward, да, се чувствувам добро во однос на тоа, бидејќи колку и да луѓето мислат дека се испомеша, денес више ништо не се знае. Не, него токму сега мислам дека дојдоа работите на свое место. Никогаш тоа не е финално, но пак ќе го спомнам Скопскиот прајд, кој што по прв пат без некоја меѓународна прозападњачка поддршка успеа да искомуницира, не само да искомуницира солидарност со
некакви други категории теми, туку и да ги спои луѓето од тие различни категории и теми, и за мене тоа е една од најубавите и најохрабрувачките работи кои што се случуваат. Во таа книга имавме луѓе кои што пишуваа и за синдикатите како двигатели на зелени промени до некакви многу поспецифични теми во културата, вмрежувања, функционирања, до секако мојот есеј за кој што не престанувам ден денеска да го зборам, како се универзален основен доход, кој што под еден не е невозможен, напротив е многу возможен, и под два мислам дека е game changer. Кога би се вовел, дека голем дел од работите кои што сега не притискаат, ни представуваат терет, пречка за реализирање на некои нешта, мислам дека универзалниот базичен доход се game changer. Времето кое што се троши на работа, многу луѓе мислат дека тогаш ќе станат помрзливи, не знам што, напротив, луѓето, повторно некоја емпирија, луѓето стануваат покреативни, повеќе поиновативни, по-entrepreneurial, како се вика тоа? Предприемачи. Да. А и веројатно Не поради тоа што имаат се занимаваат со светот околу нив. Да. Како нели некоја. Така да, да, специфично знаење, експертиза се цени, тоа се почитува, но мислам дека светот е светот во кој што го создадовме, во кој што живееме последниве неколку века, па еве да речеме, тоа ми е актуелно, од Колумбо навака. Као толку сум стара, више се сеќавам. отидов, да, од Колумбо навака, веков што си го создадовме, го покажува тоа, значи не замка е тоа, ти не можеш да се бавиш со ова, ти не можеш да се бавиш со ова, напротив, кога битките, проблемите се интерсекционални и се среќаваат постојано ваму или онаму. Човекот во 15-тиот век со многу помалце физички инпут добивал повеќе аутпут во смисла на калории, да речеме, прехранбени. Иако ние мислиме дека тоа е некое примитивно општество, тогаш таму бе морале да бидат номади, да работат во градина или не знам што. Но мерено во часови и во потрошена снага, ние денеска се само експлоатираме, се изморуваме, се убиваме. А повторно најголемиот процент од човештвото е подхрането. Драматично. Не знам што значи оваа тишина твоја. Па не ништо си размислувам за тоа што го кажа. Дали кој знае дали ти ги одговарам прашањата? Да, апсолутно ми ги одговараш прашањата. Со очекувана широка рамка на нештата, но тоа оди во прилог на твојот последен аргумент за сеопфатноста на нештата како можност. И има уште една теорија што после Колонс ја открив исто и таа доста екосоцијалисти, зелени, екофеминистки и така натаму сакаат да зборуваат за неа и веќе по незиниот пример се прават некакви стратегии и планови, а тоа е стратегијата или теоријата или не знам како за одраст или degrowth. Одраст е хрватски предлог за превод на овој збор. И повторно и тоа е теорија која што во себе има толку многу знаење, значења, информации од овде и од онде. Таму се зборува и за GDP, и за индустриско производство, и за конвивијалност, за нашиот соживот со пеперутките. И едноставно, ако сакаме да живееме во систем, системот не сме ние
луѓето и зградите и улиците. Дотолку повеќе зградите и улиците не се направени за нас луѓето, туку се направени за возила со најмалку 4 тркала и се направени за лесно и брзо достигање од едно место на друго на нештата кои што подоцна ќе генерираат приход. Да, искрено мислам дека веќе не ни смева таа точка во историјата каде што човекот, кај што е антропоцена културата и човекот е во центарот на нештата, туку Капиталот цена. човекот не Да. постои. Да. Добро, за крај сакам да те прашам, затоа што го спомнавме неколку пати времето како ресурс, едно така мало deep growth прашање, а тоа е како најмногу сакаш да си го поминуваш своето време ова лето? Тоест, во што најмногу уживаш? Тоа е прашањето. Колку се звучи, не знам како звучи тоа, но стварно ми беше добро додека беа обраснати површините низ Скопје. Мислам, секако тука се подразбира дека тоа е моето поминување на времето со моите кучиња Мара и Алиса. Секако поради имањето на куче, како и некои други работи, например возење точак или дружење со луѓе со diverse abilities, просто го гледаш и искусуваш градот за почеток од различни аспекти, физички, висини, завлегуваш во делови и кеушиња во кои што инаку не би го правила или направила тоа. Тоа е едно и секако второ е мислам дека е кај тебе во топ 3 поминувањето на времето со луѓето кои што те прават тоа што си, најблиските другарки и другари, заедницата со која што се чувствуваш многу паметна. Треце. Да, И смешна. Смешна, среќна, и секако на број 3 некако многу уживам во односот со мајка ми, татко ми, кој што како што јас растам, тие стареат, па и јас старам. Постојано се менува и завзема некои форми. Не е лесно, но уживам. Уживам и не знам, уживам, ти реков, во многу мундейни, преобични ситуации. Толку знае денот да ми го направи некаква пресмешна размена со човекот што ги пушта прскалките во градски парк или со некој поминувач со кој што ќе се разминам на кеј, кој ќе си разменам нешто, или со луѓето кои што ќе дофрлат некоја забелешка за кучињата кои што иначе ги сметаат нели за многу страшни. Али стварно вистинското уживање и као некаков гориво за моето моторче наоѓам таму. И да не се зезам, обожавам да лежам на кауч, обожавам да гледам вести, не толку многу, али да, обожавам да гледам вести и обожавам да гледам македонска продукција производи. Не заспивај сега, едноставно заводливо, стисни плей, македонски фестивали, други некои кратки емисии, македонска продукција, видео спотови, она што на многу луѓе, не знам, име кринж или не знам како. Премногу уживам бидејќи и таму има многу работи кои што ми изборуваат за мене и за местото во кое што сум се погодила да живеам, а тоа е Скопје и Македонија. Јас манифестирам дека не во далечната иднина ќе бидеш водител. Не ја откривам. Стручки вечер. Добро, за самиот крај зашто ги спомнавме нашите пријатели, едно прашање courtesy на нашиот Дуци. Ако мораш да се откажеш од нешто, зашто нели живееме во време на криза, што ќе биде музика или секс? Секс. Беше брзо. Што не гледате? Чао.
Кога последен пат секс